Дојдовте во третата епизода на емисијата Студентски пулс. Велат дека секоја една личност која што го поминува студентскиот живот, најубавите спомени биле студентските денови. Најубавите спомени од студентските денови некој ги поминал во студентски дом. За проблемите во студентските домови, но и за животот во студентскиот дом ќе за денеска разговарам со Тамара Коцевска. Тамара, добар ден. Благодарам, Филип, на поканата. Добро вечер и на тебе. И баш ми е драго што ме викна и што ќе имаме една добра дискусија во врска со животот во студентските домови, како се живе, односно како се започнува од самото вселување па се до самото исцелување од тие домови. Так. Инаку, драги студенти, драги гледачи, Тамара е студентка на медицински факултет и исто така е моја колешка. Таа имала повеќе транзиции во незиното студирање, каде живеела, па еве во оваа емисија ќе слушнеме од неа да ни открие каков е патот на таа транзиција. Но најпрвин, Тамара, сакам да те прашам како е да се биде студентка на медицина и веќе последна година се студираш. Малце доближине до тој дел од студентскиот живот. Па, студирањето на медицина е еден ролер костер, што би се рекло, односно секој ден е нешто ново и секој ден е непредвидлив во однос на предавање и вежби. Дека е тешко, дека бара многу труд и многу заложба за факултетот бара. Меѓутоа, ако е волјата голема и желбата исто така, нема да има никаков проблем било кој да се запише на медицинскиот факултет. Исто така можам да кажам дека е многу опиплив факултет, односно се во директен контакт како и со материјали, така и со пациенти. Има убави денови, убави моменти, има неубави денови, неубави моменти, меѓутоа тоа е се составен дел од животот, така да медицината е животот. Так. Тамара, за почеток, како изгледаше твојот пат од студентка на медицински факултет, потоа се вклучуваш во студентскиот активизам, нели како претседател на Советот на станари во Државниот студентски дом Гоце Делчев во Скопје и потоа стануваш и член на управен одбор на Државен студентски дом во Скопје. Ајде малце да ни го раскажеш тој пат од студентка па се до активист. Вака, јас 2 години пред односно прва и втора година од моето факултетско студирање живеев во стан. После тоа едноставно останав без место на живење и од прва опција беа секако студентските домови, каде што исто така аплицирав и добив соба во студентскиот дом Гоце Делчев. Така. Првата година, тоа е трета година од факултетското студирање, значи немам некој баш убаво искуство со живењето таму, односно самите тие придобивки кои ги носи домот од моја страна не беа искористени. Немав пријатели, немав круг на луѓе со кои што ќе испијам кафе, ќе отидам на ручек на вечера, ќе поседам во дворот и слично. Цимерката беше во ред, така да со неа имавме еден складен живот во тие 9-10 месеци колку седевме таму. И едноставно, меѓутоа, тој период ќе би го карактеризирал како мирен, но досаден. Исто и животот во станот, мирен, но досаден. И едноставно ги приметував проблемите на кои самата бев инволвирана во поглед на животот во домот и секој еден мал дел од тоа да се биде станар во Гоце Делчев конкретно. Така да следната година, подучена од тоа дека во студентскиот дом се живее колективно, не се живее секој сам за себе, прво се активирав како член на Универзитетското студентско собрание во Комисијата за студентски стандард, каде што ти беше председател. Да, така е. Од таму вие, како комисија, ми ја дадовте идејата дека студентскиот дом Гоце Делчев долги години, што навистина е така, некои 7-8 години, немал совет на станари. Со таа идеја, заедно со представник од Универзитетското студентско собрание и некои заинтересирани студенти станари, бевме кај новиот, односно сегашен директор Александар, каде што му објаснивме што сакаме да формираме, добивме исто така поддршка и започнавме со еден долг процес, би го нарекла. Првенствено тоа е
процес на собирање на потписи, собирање на кандидатури кои минимум треба да бидат 15, со по 20 потписи минимум за воопшто да се формира кворум за да се формира истото собрание. Ние имавме околу 17 пријавени тогаш, а минимум се 15, односно таа е бројка со која би се формирал целиот совет. Да. Така да ја поднесов кандидатурата своја, имавме 10 дена период за сето тоа и исто така дојдоа гласањата, се изгласавме и се свика првата конститутивна седница заедно со директорот, каде што на првата конститутивна седница бев, тоа е на 12.12, така да мандатот ни уште некој месец дена. По предлог на еден од членовите бев именувана за председател на советот. Со оглед на тоа што во тој момент станав председател на советот на студентски дом Гоце Делчев, а студентски дом Гоце Делчев потпаѓа под ДСД Скопје, нужно требаше да се изгласи председател на самиот совет на ДСД Скопје и член на управен одбор. Так. Па со заеднички договор се одлучи да тоа бидам јас, да ја превземам таа одговорност и навистина тоа е почеток на една авантура во однос на за мене, една нова комуникација со станарите, меѓутоа и една можност да сите тие проблеми на кои што ги воочувавме ние како станари, а при тоа немавме на никого да се обратиме во периодот додека немаше совет, да бидат можност да ги прикажеме кон управата, кон вработените и понатаму да се решаваат исто така, да се види каде е проблемот, до каде може да се реши, каде треба да се интервенира и слично. Да, така. Тамара, јас кога дојдов Бруцош овдека, бев примен во Државниот студентски дом Гоце Делчев. Ти таа година не беше се уште станар во Гоце Делчев, ти потоа дојде. Во првата година кога од моите студии кога јас бев станар, имавме стварно проблеми, ние немавме на кој ниту да се обратиме, нашиот глас беше многу малце слушнат. Па потоа веќе втората година кога и ти и го формиравте нели советот на станари, веќе почна тие проблеми полесно ние да можеме да ги искажеме и да допрат до соодветните органи, така да јас мислам дека еве ова нека биде и апел и за понатака да се организираат советите на станари не само во Гоце, туку и во останатите студентски домови, како во Скопје, така и понатака. Но ајде малце да се вратиме поназад од ти кога веќе стана председател. Како што спомна, ти имаше транзиција од преселба од стан во кој беше под кирија, потиде во студентскиот дом Гоце Делчев. Како доживеа таа промена, нели од приватен простор, како што спомна, до колективен живот со стотици студенти, илјадници што се вели? Да, јас 2 години, како што кажав, живеев во стан. Таа промена ја доживеав искрено да бидам тешко. Многу тешко, едноставно не можев да се навикнам дека јас сега од тој комфорт кој го имам во тој стан, тој голем простор, тие можности што ги нудеше самиот стан како личен простор, да го наречам некој вид на дом надвор од мојот дом, од Велес. Така да тој период ми беше многу тежок и дури мислам дека тој предизвик што го имав за да се префрлам на некој начин дека јас сега сум студент во студентски дом, траеше и доста долго според мене, некаде до декември, јануар месец, кога ја едноставно морав да се помирам со фактот дека јас треба да седам во дом. Животот во стан е едноставно убав за секој кој што може да си го дозволи, пред се од материјален аспект овдека во Скопје, да не се лажеме, кириите се превисоки, а буџетите на студентите се доста мали за разлика од Балканот, па и пошироко во Европа. Тој стан мене ми носеше мир, моја комфорт зона, спокој, едноставно сите тие работи што ги имав дома во Велес, ги имав и во станот. Не морав да размислувам дали лиштата треба да ми бидат испрани во пералната или не, имав машина, кујна опремена, простор за учење кој што беше огромен, телевизор, соба спална за спиење, така да сите тие услови беа на ниво, меѓутоа тој мир и спокој едноставно не може да се надмине со живењето во студентски дом. Да. Со оглед на тоа што живењето во студентски дом представува живот. Ова беше мир и спокој
Тоа е вистински студентски живот. Тоа е вистински студентски живот тука, така да. Во тој поглед би го опишала како еден многу убав период од моето студирање, меѓутоа последнава година, значи како председател до ДКБФ, па и се надевам и оваа година, се надевам дека ќе го надминат тој мир и спокој, а веќе првава го надмина, така да би било уште поинтересно и по забавно, по предизвикувачки да се живее во дом. Така, да, искрено, јас се согласувам за тоа, како што напоменав, бев нели станар првите 2 години од моите студии. Сега оваа третата година сум јас пак во стан да го почувствувам јас тој мир ти што го кажа и се согласувам апсолутно за се што кажа. Вака кратко да те прашам, сега од оваа гледна точка што избираш? Стан или студентски дом? Студентски дом. Без размислување. Да. Супер. Што најмногу ти изненади во животот во студентски дом, а што најмногу те научи? Ме изненади самата динамика на живење. Ме изненади како човек може така да се прифати да живее со различни луѓе на спратот по 30-тина, во некој, значи со различен цимер, човек кој прв пат го гледа, прв пат го знае. Ме изненади дека сето тоа така на некој начин функционира добро и луѓето стварно живеат. Со оглед на тоа што ја првите 2 години додека живеа во стан воопшто не ни размислував за живењето во дом, ни како тие студенти таму живеат, ни како функционираат. Од друга страна, во негативна смисла ме изненади самата култура на нас, станарите. Во нас се сметам и самата себе, со оглед на тоа дека ни јас не сум идеален станар. Се надевам дека секоја следна генерација на станари ќе носи се подобри вредности од таму каде што доаѓа и поквалитетни ќе бидат сите настани и случувања кои ќе се случуваат во самиот дом, како и самата комуникација, како со нас како совет, така и со вработени, со управа, директор и слично. А од друга страна ме научи да бидам трпелива, да едноставно ја апгрейдна мојата комуникација во поглед на тоа да го кажам својот проблем ако е стварно проблем, да се научам колективно да живеам, да прифатам дека јас сум Тамара и сум различна, меѓутоа и ти си, например, Филип, кој си ми цимер или слично, и ти си различен. Да. И нема потреба да ние имаме конфликтна состојба во домот за да кажеме дека мене нешто ми смета, тебе нешто ти смета или слично. Така да во тој поглед се научив само да бидам потрпелива, потолерантна, да ги прифатам сите на некој начин, значи кои ќе дојдат, да едноставно беше оно предизвик, буквално на транзиција која што беше предизвик, меѓутоа секој ден нешто ново се учи. Да. Буквално. Да те прашам, дали сметаш дека има заедништво и солидарност во студентските домови? Еве спомна дека го спомни конфликтот помеѓу цимери. Тоа е многу често во студентските домови, не само во ГОЦ, туку и во било кој други, но ајде колективно гледано, дали има заедништво и солидарност според тебе? Во поглед заедништво и солидарност, секако дека кога нешто е големо, односно проблемот е голем технички, се сложуваат станарите. Така. И тоа можеше да се увиди дека станарите беа и станарите секогаш, значи, се во право. Со оглед на тоа што тие за тие услови плаќаат, го напуштаат својот дом, некои станари живеат дури по 2-3 месеца без да се вратат во своите родни места. И едноставно станарите имаше конкретен пример со медиумски дел, каде што проследен беше со непримерно однесување на еден станар, каде што се вида таа солидарност во поглед на станарите и нивното живење. Од друга страна, лани имаше ситуација каде што имавме станарка која беше погодена од трагедијата во Кочани и целиот настан што се случи. Така да станарите повторно тука покажа еден соживот дека едноставно работите се такви какви што се, меѓутоа ние треба да гледаме на позитивната страна. Во името на советот и на сите станари беше испратен прекрасен букет до незе. Едноставно кога е проблемот, секако дека ќе има поголем соживот во однос на исплотеност, во однос кога е нешто убаво. Меѓутоа ние оваа година докажавме дека за убави работи можат станарите да се сплотат. Имавме организирано
забавни игри, имавме организирано обуки, кои што едноставно настанарите им нудеа можност нешто да научат, меѓутоа еми да се запознаат, да се дружат, да поминат време заедно, ако веќе тоа не можат да го направат или едноставно се посрамежливи, па не сакаат да истапат први. Да. Така да има. Така. Ти благодарам, Тамара. Почитувани наши гледачи и студенти, сега одиме повторно на терен да видиме нашите дечки од правниот факултет од новинарство и односи со јавност, што имаат да кажат, да ги прашаат студентите на одреден кампус. Пајде да ги слушнеме нив. Дека наставата и материјалите се доволно квалитетни и релевантни. Да, со оглед на тоа што имаме цело време предавање го во видео присуство, да. Што најмногу ти недостасува во студентскиот живот? Па искрено, малку послободно време. Ако можеш нешто за подобар студентски стандард, што би било тоа? Практична настава. Па, да. Што би направила за подобар студентски живот? Поточно што ти недостасува во твојот студентски живот? Па, не знам, може би малку поинтерактивни предавања со професорите. И доколку може да направиш една работа за да го подобриш студентскиот стандард, која би била таа? Па не знам да ви го одговорам искрено, да ви кажам, немам идеја во моментов. Дали сметаш дека предавањата и материјалите ти се доволно квалитетни и релевантни? Јас како студентка на политички науки лично сметам дека предавањата се квалитетни затоа што нашите групи се мали и професорите и ние како студенти имаме време да сме постојано присутни на часот и да се посветиме и ние и професорите на предавањето и на дискусијата. Материјалите секогаш сме ги имале, сме на англиски, мислам ги наоѓаме, ги принтаме, ги правиме. Меѓутоа како председател на факултетското студентско собрание добивам многу информации од студенти на нашиот факултет и на другите факултети дека не секогаш предавањата се како што треба да бидат и не сите материјали се достапни или оние кои што се достапни се многу скапи за студентскиот живот. Книги кога треба да се купат во оригинал форма, за среќа како што знам на нашиот факултет нема оценување за купување на оригинална книга за оценка, меѓутоа е случај на други факултети, што не треба да биде така, ама пак кога и да не е услов за оценка, кога ќе треба да купиш некоја поскапа книга од 1000 и кусур денари, за студент не е се. Што ти недостига најмногу во твојот студентски живот? Време. Освен време, да студентите да се поактивни, односно да имаат желба да се вклучуваат и да иницираат нивни активности нели кои што би им биле интересни и би ги интересирале да се вклучат. И доколку можеш да промениш една работа за подобар студентски стандард, која би била таа? Многу работи би променила, многу работи се многу окей. Може би да некои стандардни услови на точен распоред кога се полага, како пример во Словенија или во некои други европски држави, има нели точно кога полагаш распоред такви работи, за некоја да речеме сигурност и точно кои материјали, кои професори и точен пример распоред такви работи, таква некоја и повеќе практична работа за студентите. Се враќаме назад, ги слушнавме нашите студенти што мислат и какви одговори дадоа на нашите анкети. Пак ќе се заблагодарам на студентите од новинарство и односи со јавност кои се тука и ни поддржуваат во целиот проект на Студентски пулс. Тамара, ние ќе го продолжиме разговорот. Сакам сега малце повеќе да не доближиш, да ни кажеш како функционира Советот на станари, како ти како председател, кои конкретни иницијативи ги превземавте и ги реализиравте и доправа ги реализирате, за да го подобрите животот во студентските домови, конкретно во студентскиот дом Гоце Делчев. Советот на станари функционира на принцип на 15 членови во кои сум вклучена јас како председател. И нашата главна улога е сите оние проблеми кои што се наоѓаат на ниво на еден студент или група на студенти да бидат адекватно пренесени до управата, до вработените од портир па се до директор. Да. Исто така во текот на нашето формирање на Советот, предходно, сите ние од Советот генерално сме станари кои имаат минимум по една година живеено пред да се формира Советот. Главните проблеми со кои што на почетокот истапивме како Совет пред директорот беа проблемите со исхраната, проблемите со парното, проблемите со
паркингот позади Г блок, понатаму технички проблеми во однос на собата и работи кои што фалат во собата се неисправни во собата, затоа што претходно станарите немаат никаква комуникација директно до управата, да ги освен на управник и портир, натаму не може да ги пријават никаде своите проблеми. Така да наша иницијатива за која што директорот се сложи, не идовме на добра соработка, беше да се формира, односно да се направи паркингот позади Г блок, истиот да се стави во употреба покрај на жителите на град Скопје и на станарите од студентскиот дом Гоце Делчев. Понатаму во соработка со одговорниот на мензата беше да се промени исхраната, која што последните месеци од претходната година пред да се формира советот беше навистина, како да кажам, немаше разновидност, едноставно се јадеше едно те исто, немаше десерт, немаше овошје, зеленчук, едноставно вечерата исто не беше нешто посебно, така да се залагавме да едноставно си има едно добро мени, складно на буџетот кој што го има секој еден студент. И се трудиме тоа мени секојдневно, значи со секојдневна поплака, било каква поплака од станарите, да го менуваме, да го прилагодуваме, да се воведе нешто ново, со оглед на тоа што е државен дом, тендери и набавки се исто така проблем за самиот дом и буџетот кој што го има самиот дом исто така проблем, па треба да се компензира со желбата на нас станарите и можностите кои тој дом ги нуди. Исто така во месец април ни се формираше, односно се отвори и кафечот во блока на 6 спрат, кафе бар читална. Па со соработка со нив правевме иницијативи за друштвени игри, како и образовен дел, односно обуки за прва помош, за противпожарна помош, така да во тој поглед сакавме да ги доближиме повеќе станарите. Исто така се продолжи со таа, како да кажем, културно-забавна програма и во оваа година, значи со забави во среда најчесто, обуки исто така ќе има во следниот период, во 18 часот денеска се одржува финалето во Red Bull Tetris токму таму, каде што сите станари можат да дојдат. Понатаму сугериравме на работата на пералните да се зголеми за плюс уште 2 часа она можност да се остават работите за перење. Исто така работиме на тоа баш овој период да се овозможи уште неколку перални, доколку е тоа можно да се набават, да им се стават на располагање на станарите со оглед на тоа што навистина се над 1200 станари. А дали се среди тој проблем? Се уште, мислам, пералната функционира најнормално, значи секој се продолжи работното време. Значи со оглед на тоа што ние сугериравме дека алиштата заради тоа што и се перат и се сушат, се зима во 8 часот и се зима во 12 часот, односно 10 па 12 ќе му дојде. 12 беше последниот момент кога можеше да се остават алишта. Ние иницииравме да биде барем тоа уште до 14 часот, со оглед на тоа да има уште еден турнус на перење и сушење за станарите. Сега капацитетот на пералната не е баш доволен за да ги задоволи сите потреби, меѓутоа имаат и 2 бесплатни перења, така да можат да комбинираат. Исто така сега имавме една иницијатива што ни представува и нас голем проблем, меѓутоа и на домот представува проблеми од финансиски аспект и за започнување на тендери и избирање на фирма, а тоа се лифтовите, како потрошен материјал кој што едноставно додека се вселат станарите функционираат во ред, кога ќе се вселат станарите со оглед на тоа што е голема група на луѓе кои што ги користи, едноставно се расипуваат, не се во функција, често се поправа, така да иницииравме до директорот да се најде фирма која што ќе ги поправи сите лифтови во сите блокови, да бидат функционални. Исто така, затоа што
има перници и прекривки кои што се во домот и се во доволен број за да ги има во секоја соба за секој еден станар. Поднесуваме барање до самата управа да сите тие перници и прекривки бидат вратени назад во собите за секој еден станар, да не мора од дома да носи перница и прекривка, него да има веќе во собата. Денеска баш работев со управникот на блок Б да се подсреди малку делот, односно читалната, да се зголеми капацитетот на столчиња, на бироа. Читалната е достапна секој ден, значи било кога секој станар може да отиде, меѓутоа беше проблемот што заради транзицијата од В во Б малку се изместија некои работи, не беше доволно добро искористен просторот, па денеска исто така работевме на тоа да се поправи за предстојната колоквиумска недела, а и за понатаму да биде во коректна функција на сите студенти кои што се во Гоце. Така, Тамара, па можам да кажам и јас затоа што, како што напоменав, бев станар во Гоце, читалната ми беше еден од најубавите простори, затоа што таму го поминав скоро по цел ден. А за лифтовите што напомена, да, се соочувавме и ние со големи проблеми со лифтовите кога бев јас станар, но некако претходната година кога дојде советот на станари, многу побрзо се реагираш и многу побрзо се поправаа лифтовите, така да ете се надевам дека сега како што спомна ќе се замени фирмата која што ќе може да ги поправа и нема да се соочувате со тој проблем, бидејќи реално е еден од поголемите проблеми. Гоце и блоковите имаат по 15-14 спрата, со тоа што не е хумано некој да се искачува нели на 15 спрат пеш. Да, апсолутно, станарите се за тоа сосема во право и се легитимни што реагираат и треба да реагираат. Јас секогаш сум кажала, ако реакцијата и проблемот е на место, се трудиме максимално веднаш да го решиме, значи таа комуникација оди портир, управник, по управникот мене или станарот може директно мене и веднаш се проследува на одговорен за одржување, одговорен за менза, доколку е проблем на ниво на спратот или собата до управникот се разговара, значи сето тоа оди така, се трудиме да бидеме што е можно побрзи во поглед на одговорот. Некогаш навистина се случува и ние да не можеме да изреагираме затоа што некој над нас или пак над директорот некој едноставно одредува како и што ќе се решаваат работите, дали е принцип на време, едноставно треба да се почека за нешто или се работи на нешто подолго време, така да се трудиме максимално да одговориме, што се вика сите оние проблеми и потреби на станарите да се задоволат. А сепак ја ќе кажам дека и ние сме сите што сме во советот, сме исто така и студенти, така да од станарите бараме само големо разбирање дека и ние сме студенти и дека советот функционира на принцип на желба на студентите да променат нешто, а и е во услуга на станарите, а не е во услуга на управата на домот. Кога веќе напоменавме за читалната, како функционира и сето тоа, јас нели ја спомнав, ме интересира генерално во државниот студентски дом Гоце Делчев, дали има услови да се учи, пошто нели некој се избира дали ќе учи во соба, некој дали ќе оди во читална. Од твоја гледна точка, какви се условите, како што напомена сега нели имало транзиција, се преместила читалната и дали, знам дека студентите и јас кога бев имавме голем проблем со топлината која што беше во самата читална, затоа што не беше климатизирана, па сега претпоставам дека покренавте таква некоја иницијатива да може да се климатизира просторот во читалната, затоа што реално во летните денови е премногу топло. Да, иницијативата да се климатизира просторот генерално каде што ќе биде читалната ја имаме уште од ланската година и истата продолжува и оваа година, со оглед на тоа што со таа иницијатива да се климатизираат јавните простори на студентите, успеавме да се климатизира мензата, што беше исто така еден голем проблем. Конкретно за читалната се префрли во блок Б, кој што за секој станар кој што живее во Гоце знае дека во зимскиот период блок Б е навистина топло и стварно има коректни услови за учење. Се потрудивме заедно со управникот да се набават доволен број на клупи и столчиња за секој еден кој што
сака да учи. Сега се соочуваме со проблем од страна на станарите што оставаат материјали на масите, ги нема по цел ден, Да, се го враќаат, го место. задржуваат местото, меѓутоа и од тој аспект ги разбирам, премногу се станари, а сепак проблем самиот простор е ограничен на само 2 простори кои што може да се користат како читална. Да, ти каде учиш, во читална или во твојата соба? Јас првата година учев во читална и Така. во соба, а од ланската година учам во соба затоа што мене ми е проблемот што јас учам на глас. Така. И самата читална не можам да си дозволам да ја зборувам, некој друг учи, Да. ја да предаскажувам, некој да ме слуша и слично, пошто некогаш ни сама себе не можам да се слушам, а камоли некој друг да ме слуша. Така да преферирам да биде тоа во соба, меѓутоа учам секаде каде што ќе најдам простор. Така. Буквално и во Ситимо можам да учам, и на факултет учам, измеѓу вежби и предавања учам, во кафич учам, секаде. Да. Гледано сега од твоја положба, колку е важно студентите да бидат активно вклучени во одлучувањето за своите услови на домување? Пресудно е, не е важно, него е пресудно. Секој еден станар, без разлика дали е ослободен од плаќање или не е ослободен од плаќање, значи сепак вложува нешто во тој дом, еве ако не е материјално, односно парично, го вложува оној простор да си го уреди како сака собата, да ја среди собата, да живее таму, да ги користи услугите на домот. И исто како секој станар дома што меѓу родителите, браќа, сестри, фамилија ќе го каже својот проблем, што му смета, Да. што му пречи, истото треба да го има и во студентските домови. Лани ние се соочивме со тоа што немаше голема заинтересираност за формирање на совет. Главно сите проблеми или било каква некоја иницијатива се покренува преку социјалните мрежи. Да. Многу ретко сме наишле на храброст од некој станар да дојде па да сака исто така и со нас да отиде во управата, да го каже своето мислење, што мисли. Меѓутоа ние ги охрабруваме, едноставно јас секојдневно на секој еден кој што ќе ми пише или ќе ми се јави за било каков проблем, исто го охрабрувам да дојде со мене, да реагираме заедно. Советот на станари треба да биде практика секоја година во студентскиот дом Гоце Делчев. Значи станарите да сакаат да го има како тело, со оглед на тоа што тој има еден начин на најблизо контакт со се она што е надвор од нивната соба. Да. Значи буквално надвор од нивната соба. За било каква проблем и во собата, и во обкружувањето, и во самиот двор на домот и слично, значи они треба да тежнеат да им стане навика формирањето на совет на станари, да се кандидираат во што е можно поголем број, да имаат што е можно повеќе идеи, секоја идеја е добре дојдена. Да. Значи нема лоша идеја. Проблемите кои што се фундаментални за живеењето во домот да се решаваат тековно, значи настанат проблем, решен проблем, да не се чека со месеци, па дури некогаш и цела студентска година да се чека за нештото да се реши. Јас ги охрабрувам еве и сега кога ќе бидат изборите за совет на станари, активно да се кандидираат, да се вклучат во формирањето, да дојде некој подобар, а сигурно верувам ќе дојде некој подобар состав од нас, да не замени, мене да ме замени како председател, со некои поубави идеи, побрзи реакции, така да едноставно многу е важно тие да бидат вклучени во секој дел од животот, со оглед на тоа што тоа е нивниот живот надвор од дома, а затоа што факултетската година трае доволен, односно доста голем дел од целокупната година, они практично го минат цело време во тие домови, со тие станари и со тие вработени, така да они треба активно да бидат вклучени во се оно што се случува и да бараат да добиваат информации за се тоа што се случува. Така да, како што напоменавме, во студентските домови, па во студентскиот дом Гоце Делчев живеат 1000 студенти, 1210. Така, да. И сега мене ми интересира, што спомна и ти дека реални да бидеме, проблеми се јавуваат тековно, не можеме ние од проблемите да избегнеме. Дали тоа ќе биде од одредена сезона се појавуваат одредени проблеми. Во последно време што најчесто ти пријавуваат? Кои се проблемите со моментално и тековно сега што се дешаваат и што се присутни? Па
Најактуелен проблем кој што е сега е проблемот со лифтот во блок Г, кој што представува еден голем проблем. Исто така нема други лифтови, не работи ни еден? Исто така, да, во блок Г не работи ни еден, односно секој ден се вика екипа да го поправа тој еден кој што е функционален, затоа што се чека од фирмата дел кој што треба да дојде, да се замени, да се види во електрониката на самите лифтови, да се обезбедат да бидат безбедни за возење. Да. И од таа причина се запрени сите лифтови, односно по еден лифт е функционален во секој блок. Пред некоја недела имавме генерално пријавување за парно во блок А и блок Б, со кое што беше исто така решен проблемот. Интернет во блок како исто така со управата заедно дојдоа, го установија проблемот, видоа каде е грешката и го решија. Сега овие работи јас ги кажувам вака дека дојдоа, го решија, средија, станарите ако ги прашаме тоа за нив е вечност, ако 1, 2, 3 дена е разликата, некогаш една недела, и со тоа сум согласна дека треба да бидат овие услови задоволени уште во текот на вселување, во текот на целата година, меѓутоа сите овие услови се, како да кажам, потрошен материјал. И мора тековно, исто така има проблеми за ламба во собата, столче, меѓутоа тие ги решаваме со управниците тековно. Значи, како ќе ми пријават мене, така јас пријавам до управник, истата ситуација се решава моментално, значи кога има достапен предмет, со оглед на тоа дека на станарите им е кажано на сите да пријавуваат на портирна, па од портирна да дојде на управник, некогаш тој редослед на настани не се запазува. Така да генерално тие се проблемите. Меѓутоа има и станари кои што се па презадоволни, тоа го кажуваат така. Така да секој со својот проблем и замисла како треба да живее во домот, затоа што 1000 луѓе, 1000 карактери, не сме сите исти и не е за замерка ни на тој што е презадоволен, ни на тој што смета дека ништо не чини. Едноставно треба да се навикнеме. Така, сакам да те прашам, нели ги спомни проблемите, некои проблеми се локално, односно во управата и таму ги реагирате за нив, но некои проблеми не се во можност да бидат решени од страна на управата, па дали институциите имаат слух за подобрување на условите генерално во студентскиот дом Гоце Делчев, па и твое гледиште за сите останати студентски домови? Па за сите останати студентски домови не можам да зборувам, со оглед на тоа дека немам живеено таму. За студентскиот дом Гоце Делчев генерално тие проблеми што ги имаме се трудиме да се решат до ниво на директор. Да. Поголемо ниво од директорот би дошло Министерството за образование и наука, каде што ние како совет изготвивме деловник за работа на советот. Имаме неколку барања кои што планираме до крајот на нашиот мандат да ги однесеме во МОН и да разговараме за истите, дали е можно. Јас се надевам дека ќе имаат слух, со оглед на тоа што советот на станари е тело кое што ги пренесува проблемите и е директен посредник помеѓу МОН, управата и самите станари. И треба да имаат, со оглед на тоа што тоа е една институција која што е над домот и која што секогаш треба да испаѓа во пресред на самите студенти, а исто така и на станари. Да. Со оглед на тоа што МОН не ги води само студентите, ги води и државните студентски домови, нивното сместување, капацитети и слично, така да треба да има. Да. Тамара, јас ти многу благодарам за плодната дискусија, можам слободно да кажам, затоа што отворивме и теми што ги интересираат сите студенти, интересираат и мене и тебе како студенти, но сега имам мал рубрика, фактички, која што ја правам за сите гости што доаѓаат во емисијата Студентски пулс. Тоа е рубриката 3 прашања за 30 секунди. Јас ќе ти ги читам прашањата, ти ќе треба брзо да одговориш без многу размислување и дилеми. Дали си спремна? Ајде, ќе се обидам. Што најмногу ти недостасува од животот во стан? Телевизор, кујна и када. Добро. Кафе во локал или кафе во дворот на студентскиот дом?
кафе во дворот, меѓутоа може и во локал кафе бар читална е тука. Домот Гоце Делчев во 3 збора, што представува за тебе? Совет, дружба и проблеми. Ти благодарам, Тамара, еве малце се Благодарам опуштивме, на затоа имавме реално малце напети теми. Ама добре, еве за крај што би имала ти да порачаш на студентите кои што живеат во студентски дом или пак доправа би сакале да живеат во студентските домови? Би им порачала да не се плашат да живеат во студентските домови. Значи, реално во нашата држава студентските домови не се прикажани баш во убава слика. Да не се плашат да ги стекнат новите пријателства кои се неминовни во студентските домови, да не се плашат да го искажат своето мислење, да го пријават својот проблем, својата желба или некаква иницијатива. И секако би им советувала да бидат пред се добри луѓе, а исто така со тоа и да бидат добри и културни станари, со оглед на тоа што културата си ја носиме од дома. Така. Тамара, јас искрено многу ти благодарам што беше моја денешна гостинка, што начнавме теми што ги интересираат сите студенти, особено станарите, како што напоменав и претходно. Ти благодарам за гостувањето, се надевам ќе имаме и други прилики да зборуваме на некоја друга тема и ви посакувам успех во работата на Советот на станари. Благодарам и на тебе на поканата и се надевам дека ќе се видиме во некои поубави прилики и нема да разговараме за проблеми, него ќе разговараме за исполнети иницијативи. А до тогаш исто така ти посакувам и тебе среќа како водител. Ти благодарам. Да биде плодна оваа година, да имаш многу емисии, прекрасни гости и едноставно да уживаш во тоа што го правиш сега како водител. Ти благодарам многу од срце, Тамара. Драги студенти и драги наши гледачи, ова беше третата епизода на емисијата Студентски пулс, каде што имавме еден плоден диалог, како што кажав и во текот на емисијата, каде што разговаравме за проблемите во студентските домови, ја запознавме Тамара Коцевска, моментален председател на Советот на станари. Со тоа, јас можам да апелирам дека секој студент треба да го искуси и студентскиот дом како дом за живеалиште, бидејќи слободно можам да потврдам најубавите моменти се токму таму. Јас тука ве поздравувам и се гледаме во наредната епизода од Студентски пулс.